Добро, почитувани припаднички на понижниот пол, почитувани членки на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, добро вечер и од мене. Би сакал најпрво да честитам на председателката на Унија на жени за успешната реализација на оваа трибина или пак ова предавање во однос на новиот закон за заштита, спречување и превенција на семејно насилство, и на сите вас кои што сте дел од раководството, од извршниот комитет, меѓутоа и од сите општински комитети на Унијата на жени, за вашата посветеност, за вашата истреност, за активностите кои што ги реализирате и за идејата која што ја остварувате. Ми представува задоволство кога гледам дека Унијата на жени е се повеќе и повеќе активна и ме потсетува дури и активностите на младинската организација на ВМРО-ДПМН во времето кога јас бев председател во однос на динамиката и на големиот број на активности кои што ги реализирате. Зошто закон за семејно насилство, зошто посебен закон и која беше идејата и која беше мотивацијата? Некаде на средината на 2013 година, кога ги гледавме статистиките од изминатите години за бројот на жртви на семејно насилство и колку жени пријавиле семејно насилство, заклучивме дека од прилика годишно има помеѓу 800 до 900 жени, тоест и мажи, меѓутоа бројот на жртви на семејно насилство повеќе од 90% се жените, така да можеме слободно да говориме за семејно насилство врз жените, иако некогаш и мажите се случува да трпат насилство, меѓутоа во многу помал процент, помалку од 10%, заклучивме дека и покрај тоа што има околу 800 до 900 жени од година во година кои што пријавуваат семејно насилство, само 30% или околу 30% од жените се охрабруваат да покренат постапка за заштита пред судовите, односно судот има надлежност по постоечките по законот за семејство да донесе привремена мерка за заштита на жените од семејно насилство, што значи дека мал е процентот или се уште е мал процентот на жени кои што се охрабриле да покренат и судска постапка, да дадат согласност за Центарот за социјална работа и надлежните институции да покренат судска постапка, веројатно и поради тоа што малку од нив веруваат дека самиот систем можеби ќе им обезбеди доволна заштита или пак доволна поддршка, што и реално тоа е така, бидејќи до сега уредувањето на заштитата од семејно насилство беше дефинирана во неколку членови, односно неколку одредби во Законот за семејство. Од тука започнавме со детална анализа на, како што кажав, на нашиот систем за заштита на жртвите, меѓутоа исто така и анализа на системите за заштита на жртвите во земјите од нашето опкружување, кои што имаат слично уредување на нашето, меѓутоа исто така го анализиравме и системот на повеќе европски земји, меѓу кои што како модел на кој што го основавме на некој начин нашиот закон беше австрискиот модел. И практично заклучивме дека најголемиот број на држави од Европа и од нашето опкружување имаат посебен закон за заштита на жртвите од семејно насилство, во кој што се уредува многу подетално и многу попрецизно заштитата на жртвите, и се одлучивме да започнеме со постапка за изработка на посебен закон, кој што нема да ја офати само заштитата на жртвите, туку ќе ја офати исто така и превенцијата на жртвите, односно превенцијата од семејно насилство. Спроведовме низа постапки, бевме вклучени во голем број на консултации со голем број на релевантни фактори. Најпрво побаравме поддршка од меѓународните организации како што се UNDP и останатите, исто така побаравме и учество од невладиниот сектор. Пред првиот предлог на закон го иницииравме и го разгледувавме и на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените во Собранието на Република Македонија и го разгледувавме на повеќе јавни дебати. Од сите јавни дебати на кои што учествува и суди, јавни обвинители и стручни лица од центрите за социјална работа, при што и самите стручни лица од центрите за социјални работа учествува и во пишувањето на законот, бидејќи тоа се стручните лица кои што практично работат на оваа материја и самите тие дадоа препораки за унапредување на постоечката постапка и што е она што треба да го направиме, да го ставиме во закон со цел да обезбедиме поголема заштита на жртвите. Спроведовме низа активности и консултиравме голем број
релевантни фактори и од тука најголемиот дел од забелешките, јас мислам дека повеќе од 90% од забелешките, предлозите и препораките кои што беа дадени, беа применливи, беа остварливи и можеа да се прифатат, беа аргументирани исто така, ги прифативме и ги вклучивме во финалниот текст на Законот за превенција, заштита и спречување од семејно насилство. И истиот го пуштивме и во владина процедура и во собраниска процедура и законот се донесе како закон, со тоа што стапува во примена од 1 јануари 2015 година. Што нуди самиот закон и кои се промените кои што ги направивме во системот? Најпрво ја опфативме во голема мера превенцијата. Она што е најбитно во делот на превенцијата, за да бидам пократок, ќе пробам да се осврнам на најбитните работи. Она што е најбитно во делот на превенцијата, дефиниравме да установите, односно детските градинки, основните училишта, средните училишта, па и во високото образование, да се реализираат посебни воспитни или во градинките, додека пак образовни во училиштата и во рамките на високото образование, програми или модули за ненасилно однесување, за учење на децата од најмала или од најрана возраст за почитување на разликите помеѓу мажот и жената, за почитување на еднаквоста на жената, за почитување на ненасилното однесување и така натаму, што е исклучително важно и во наредните неколку години. Овие превентивни активности во рамките на воспитните и образовните институции ќе играат значајна улога во на некој начин подигнување на нивото на култура, на познавање на самата материја, на распознавање на разликите кај децата уште од најмала возраст и ќе влијае во однос на превенција со тек на време и за некоја година и за намалување на семејното насилство. Во делот на покоординиран на некој начин пристап или пак пристап од повисоко ниво, со закон го уредивме националното координативно тело, во кое што предвидивме учесници од сите надлежни институции, од сите надлежни министерства, меѓутоа исто така и представници од невладиниот сектор, представници од собранието, представници од судската власт, од судовите и од јавните обвинителства, исто така представници од народниот правобранител, национално координативно тело со кое што ќе раководи, односно ќе претседава Министерството за труд и социјална политика или министерот, меѓутоа ќе одржува редовни координативни состаноци на кои што ќе се детектираат предизвиците, ќе се дефинираат активностите, ќе се утврдуваат активности и предлог решенија за одредени проблеми од оваа тематика и така натаму. Меѓутоа исто така предвидовме и локални тела на ниво на секоја општина, на некој начин меѓуресорски тела кои што ќе бидат составени од центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи и представник од невладиниот сектор, локално тело кое што ќе изработи безбедносен план за заштита на жртвата и ќе се грижи за заштитата на жртвата. Исто така предвидовме бесплатна здравствена заштита за жртвите од семејно насилство, односно бесплатен преглед и бесплатна здравствена документација за тој преглед. Исто така предвидовме бесплатна правна помош дефинирана со закон за жртвите. Дефиниравме посебен приоритет за жртвите на семејно насилство во доколку се финансиски зависни, доколку се материјално необезбедени или пак доколку се невработени, посебен приоритет да имаат во учеството на активните мерки и политики за вработување кои што се реализираат преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, со што на некој начин ќе се влијае за економско јакнење на жената, за полесно и побрзо да стигне до соодветно работно место и да се стекне со соодветно работно место, економски да се осамостои, на некој начин и побрзо и полесно да застане на здрави нозе. Го задржуваме системот на шелтер центри и заштита на жртвите на семејно насилство. Меѓутоа исто така и дефинираме една значајна одредба која што е превземана од австрискиот систем, односно во случај кога жртвата постои опасност по животот на жртвата или жртвата е претрпела физичко насилство, судот да може по итна постапка во рок од
24 часови, односно во рокот 2 дена, извинете, да донесе по итна постапка одлука за отстранување на сторителот на семено насилство од сопствениот дом. Не за отстранување на жртвата, туку отстранување на сторителот. Ви благодарам. Што значи дека жртвата на некој начин ќе има значително поголема заштита, бидејќи со одлука на судот полицијата ќе може по итна постапка да дојде во домот и да го отстрани сторителот на семено насилство и од сопствениот дом, без оглед на сопственоста на имотот. Меѓутоа, исто така предвидуваме и други мерки времени за заштита, кои што можат да траат подолг временски периоди, кои што сите доедно ги изрекува судот. До сегашниот систем во Законот за семено насилство немаше утврдено казнени одредби што доколку сторителот на семено насилство не ги почитува привремените мерки за заштита на жртвата. Сега дефиниравме прекршочни одредби во кои што сторителот на семено насилство доколку не ги почитува привремените мерки за заштита, кои што можат да бидат различни, од отстранување од сопствениот дом до забрана за приближување, забрана за комуницирање, забрана за видување и до најразличен вид на забрани за кои што повеќе мислам дека и Тања ќе може да ви каже, со кои што ќе се влијае на заштита на жртвата, доколку не се почитуваат тие заштитни или привремени мерки изречени од судот, ќе се казни со парична казна до 5000 евра во денарска противвредност, што е значително висока и досега ја немаше и ќе биде на некој начин и сторителот на семено насилство мотивиран да ја почитува заштитната мерка, зашто во спротивно ќе треба да плати голема парична казна и на овој начин сметаме дека ќе се обезбеди почитување на мерките кои што ги изрекол судот во постапката за заштита на жртвите. Исто така, со цел да го зголемиме и подобриме бројот на пријавени случаи, дефиниравме значително поголема заштита на децата кои што се жртви на семено насилство и на децата кои што присуствуваат во моментот на извршување на семено насилство. Што значи, ако дете и да присуствува и да биде жртва, сеедно, во моментот на извршување на семено насилство, досега имаше потреба родителот да даде согласност за Центарот за социјални работи да покрене постапка на суд. А детето можеби да било физички нападнато, малтретирано и така натаму, може присуствувало во време на извршување на семено насилство и сметавме дека таквиот систем на заштита, каде што родителот кој што може да биде заплашуван и така натаму, потребно беше до сега да даде согласност, тие одредби ги сменивме и дефиниравме дека институциите по службена должност, без оглед дали постои или не постои согласност од било кој од родителите, по службена должност ќе мора да покренат судска постапка, што значи дете ако присуствува или биде жртва на семено насилство, во тој случај институциите на системот во секој случај ќе мора да покренат судска постапка, која што може да резултира со привремени мерки за заштита, меѓутоа може да резултира и во најголема мера со кривични пријави, висока парична казна, па се до затворска казна, бидејќи се работи за злоупотреба на дете и на тој начин ќе се обезбеди дополнително поголема заштита и на жртвите кои што директно трпеле семено насилство или биле жртви и на децата. Со овие одредби значително се зајакнува на некој начин казнената политика и наше мислење е дека со право се зајакнува истата со оглед на тоа дека се работи за една појава која што се повеќе и повеќе зема замав. Околу 900 жртви ако го пријавиле семеното насилство, околу 30% ако биле охрабрени да покренат судска постапка, веруваме дека со овој закон пред се ќе се зголеми и бројот на пријавени случаи, можеби на почетокот, бидејќи се поголем и поголем број на жртви и до сега беше така, од година на година се зголемува бројот, не се зголемува дека расте насилството, се зголемува дека се подигнува свесноста на жртвите и свесноста на граѓаните дека секое насилство, па и семејното, треба да се пријави до надлежните институции за да можат да обезбедат соодветна заштита. А и во самиот закон сега дефиниравме дека секое службено лице кое што е вработено во, например, во јавната администрација и секое одговорно лице има обврска доколку има сознание, па и учителите, и наставниците, и воспитувачките, и негователките, доколку имаат сознание за семено насилство на било кој,
имаат обврска законска истото да го пријават. Од обичен службеник до министер сите имаат обврска да пријават семено насилство со цел да зголемиме врската на граѓаните, меѓутоа исто така и свесноста за пријавување да ја зголемиме. Така да со самиот закон сметам дека се обезбедува навистина една поширока законска рамка. Би сакал да им се заблагодарам и на пратеничките кои што денес се тука, и на Даниела, и на Лилјана, и на Лиле, кои што активно учествуваа, кои што помогнаа во носење на ваков законски текст. Сите тие дадоа конкретни, аргументирани препораки кои што, повторно ќе кажам, земени се во голема мера и имплементирани се во законскиот текст. Лиле Поповска мислам дека вака и детално го знае и бројот на забелешки кои што ги дали и кои што се вметнати, и верувам дека со тек на време, да, можеби на почетокот ќе има зголемување на бројот на пријавени случаи, што е нормално, меѓутоа со тек на време од година во година бројот на жртви на семено насилство треба да се намалува, и за тоа намалување и треба на некој начин да влијаеме сите во подигнување на јавната свест. Законскиот текст го имаме, стапува во сила од 1.1.2015, меѓутоа наша задача и активно работиме овој месец и наредните 2 месеци во носење на сите подзаконски акти, во носење на сите протоколи, во формирање на националното координативно тело, во соодветна едукација на стручните служби кои што ќе треба да постапуваат по овој закон, во соработка и со меѓународни организации, меѓутоа користејќи ги и ресурсите на Заводот за социјални дејности. Така да верувам со почетокот на примената практично на овој закон, повторно ќе кажам, значително ќе се зајакне и превенцијата, меѓутоа и пред се заштитата на жртвите на семено насилство, а поголемо санкционирање на сторителите на семено насилство.